Драги мои, Ла фамилија Димитриевски, дел втори. Имаше една народна песна. Песната, ако почнем јас да ја пеам, може ќе се разбегате, ама одеше некако јас сум мома охриđанка. И така натаму, и така натаму. А ние кавадарчани си ја зедовме момата охриđанка овде во Кавадарци и сега си ја натурализиравме и дадовме кавадаречко државјанство, кавадаречки пасош. И бидејќи станува збор за фамилија Димитриевски, јас ќе си ја поздравам Марија Димитриевска. Понежна половина од на Мартин Димитриевски или посилна половина на Мартин Димитриевски? Дополнување на Мартин Димитриевски. На дополнување. Кажав Марија Димитриевска е охриđанка. Да, така. Ајде, значи ќе треба сега да се вратиме од оно време основно училиште Охрид. Истите прашања на Мартин што ми постави, тоа важи и за тебе. Кај заврши основно, средно, што средно? Ето тој од висока струја отиде у полиција. Така, основно училиште завршив во Охрид, нормално, во основно училиште Григор Прличев. Потоа средното образование го продолжив пак во Охрид, значи во средното општинско училиште, тогаш беше Свети Климент, сега е Кирил Методи, економско-правно-трговска струка, и високото образование го продолжив исто во Охрид на Факултетот за туризам и гостителство на одсекот за осигурување, каде имам дипломирано како менаџер по осигурување. Значи од почеток до крај во Охрид. Ама ти си припадник на Министерството за внатрешни работи? Да. Колку време? 5 години веќе сум припадник во Министерството. Со Мартин заедно? Да, значи генерација сме со Мартин во полицијата. Значи гуштери и двајцата. Се уште сме гуштери, но се надеваме дека ќе има нешто напред. Нема ли попуст за представничката на понежния пол? Машките мора 5, кај вас 4 да го направат. Не, значи еднакви сме во полицијата, така да не се гледали си машко или женско, работните задачи се исти, начинот на напредок е исти, начинот на снесување на последици ако не работиш правилно е исто, така да морам да се пофалам дека на едно завидно ниво е веќе полицијата, женските и машките полициски службеници се еднакви, нема некоја разлика. Ајде бидејќи кажа се во Охрид, кои се твоите спортски почетоци? Со кој спорт прво почна? Спортот е и причина што моето образование се одвивало во Охрид, да бидам наискрена. Моите почетоци се уште во предучилишна возраст и прво оделение, верували или не, со балет и модерни танци. Значи, активно бев делот од тогаш танцовиот клуб Охрид од Охрид. Таму активно тренирав и такмичев 4 години, се додека клубот не доживеа некој така моментална криза, па прекинавме со тренинзи и веќе бев основно трето или четврто оделение во 2003 година. Тогаш имав едни мои пријатели кои нивните деца ги пуштиле на карате и ми рекоа можеш да продолжиш таму, се додека клубот не се врати назад. Еве имаш друштво, имаш другарчиња, тогаш и мојот брат исто започна на карате и реков ајде да пробам, зошто да не. Тогаш во 2003 се зачленив во карате клубот Чоле од Охрид, кој се уште постои, и едноставно се влюбив во боречките вештини. Се пронајдов многу повеќе него во тие, да речеме, понежните женски балет и модерни танци. И активно вежбам се уште и такмичев до 2014 година во карате. Карате сум црн појас втор дан. За разлика од овој што нема појаси. Тој без појаси, не му треба него појас. Се уште сакам да вежбам карате, но со оглед на околностите што се пресели во друг град, каратето малце е ставено на пауза за мене, но каратето е, да речам, еден тип на основна база што ја имам добиено во животот за таа дисциплина, напорна работа, да речеме слушање на хиерархија, послушност, што реално многу ми се најде и во полициската кариера, да знаеш да изброиш до 10, за да можеш да превземиш нешто и да одговориш како што треба на предизвикот. Настапуваш во кикбокс или? Кикбокс се уште немам настап, но се надевам дека ќе почнам да настапувам. Значи, интересно кај мене е што тројките некако влијаат за започнување на некои нови спортови. Еве 2003 почнав со тренирање на карате, имам црн појас. Во 2013 година ми досади каратето, па почнав со бразилското џиуџицу и кога ќе стигнеш до одреден степен, да речеме во карате... 2013, значи 10 години од тренирањето на бразилско џиуџицу. Чекай, ти имаш плав?
Виолетов. Виолетов? Виолетов. Уште многу имал Мартин да те стигне. Да. Значи, сега вака, бидејќи избориме за хиерархија, ти си му надредена. Тој Да. ти е подреден. Да. Така, Во моментов во како моментов главен зборуваме тренер за- на клубот се сметам јас, бидејќи сум со повисок појас, но Мартин е основач на клубот. Значи тоа е негова иницијатива, јас се уште не бев преселена тука, така да Добро, ќе тој си речеме е, дека сме тој си е еднакви. собственик, ти си извршен директор. Да, да. Па понашки кажам така. Бразилско џиу-џитсу спомна Виолетов. На крај со Мартин говоревме за овие полумаратони, трчкараш ти помалку или? Да, активно имам учествувано во последните два кавадаречки полумаратони. Не сум многу фан на трчање, иако сум спортист, не ја гледам Не те поентата. влече Охрид, Охрид трчат? Охрид трчат не ме влече од причина што секоја година бев работно ангажирана и немав простор да го истрчам тој маратон. Може би годинава ќе се отвори некоја прилика, ќе видиме, но реално повеќе сум фан на боречките вештини и си имам надпреварувано и во ММА, каде што имам забележано една победа. За жал, Колку борби? една борба. Требаше да имам уште една во Охрид во 2014, но немаше категорија. Значи тебе не те натепа во првата борба како Мартин. Не, првата борба си бев сама пријавена, сама победена, така да таа не се рачуна. Втората борба во ММА беше во Прилеп во 2016 година на King Mark Open Challenge, каде што имав борба и извоив победа. И сакам да продолжам со мешаните боречки вештини, бидејќи ми се склопна каратето и бразилското џиу-џитсу и затоа ги пробав, но сега и со кикбоксот како што почнав да го тренирам, мислам дека би било многу интересно ако можеме да извадиме барем од нашиот клуб еден таков надпреварувач. Мартин кажа дека разговара со раководните структури во Министерството за внатрешни работи да почне, нели, да предава дел од своето знаење на помладите припадници на МВР. Меѓутоа, јас лично сметам дека ти во голема мерка можеш да му помогнеш на Мартин, бидејќи онака брачно, онака двајцата од припадници на Министерството за внатрешни работи, која ќе слушнат оние поголемите, ќе речат, чекај, кога веќе имаме нешто, зашто не го искористиме? Да, и имавме иницијатива за 8 март, за Денот на жената. Направивме семинар за самоодбрана за жени, на кој главно беа поканети припадничките на полициските сили. И беше добро што имаше и позитивен одговор од нивна страна, дојдоа во голем број, дел од моите колешки од ОВРК Вадарци, но интересно беше што на повикот се јавија и надворешни членови, кои немаат никаква допирна точка, ниту со полиција, ниту со боречки вештини. Така да таа иницијатива покрена друга иницијатива да почнеме и со тренинзи за полициските службеници во ОВРК Вадарци, но се уште е, да речеме, во изработка тој проект, во разработка, во мислење и домислување. Да не се чудат овие гледачеве мои, зашто јас мафтам со микрофонот сега, ќе ви стане јасно на крај, значи кога ќе завршиме со муабетот со Марија, тогаш ќе ви стане јасно. Не го прашав Мартин, ама ќе те прашам тебе. Која е борбата што ќе ти остане онака врежана за секогаш, без разлика си победила, си изгубила првата борба, без разлика дали е тоа карате, бразилско џиу-џитсу, кикбокс? Така, ја памтам борбата по бразилско џиу-џитсу на државно првенство. Сега точно која година беше 2017, мислам дека беше во Куманово, каде настапував во потешка категорија, од категоријата што имам. Јас секогаш сум била во потешка категорија него мојата, бидејќи за мојата тежинска категорија немало надпреварувачи. И памтам дека тогаш јас бев повисок појас за разлика од другото девојче, јас бев плав појас, таја беше бел и цела борба како што се одвиваше, таја ме водеше мене на поени. И гледам уште 30 секунди на тајмерот, викам тоа е тоа, давам максимум од себе, да видам што ќе направиме. Во тие 30 секунди правам преокрет, доаѓам во подобра позиција, правам полуга и завршувам и победувам и го освојувам првото место. И таа борба некако ми е најјасна од сите други што до сега сум ги правила и некако сум најзадоволна. Цела борба до последни 30 секунди. Она почетник и ја мајстор и она мене ме воде. Да, значи тие последни 30 секунди се многу битни и тоа ги кажувам и на дечките на тренинг додека ги тренираме, дека борбата не завршува. Значи 30 секунди или 10 секунди. Значи борбата завршува кога ќе излезеш од тами, кога ќе седнеш и кога ќе реализираш што си направил.
Значи мораш до последно да дадеш максимум од себе, до последно да видиш што можеш да изработиш и многу битно да слушаш насоки од тренерот, за да можеш да успеш. Си била дел и од Црвениот крст? Да. Колку што знам јас. Да. Што работевте? Таму- Како е работата на Црвениот крст во Охрид? Така, таму бев во делот на спасување на вода и во делот на првата помош. А чека сега, спасување на вода, нели треба да имаш некоја лиценци, такви работи? Така, значи ја поминав обуката за спасител во 2011 година и работев активно 4 или 5 сезони на Охридските плажи како спасувач на вода. Сето тоа потегна да одам на редовни курсеви за прва помош, каде повеќе се залюби во првата помош. Инструктор сум по прва помош, имам лиценца парамедик, значи малце повисоко ниво на укажување прва помош. Реално е многу благородна работа, што многу се наоѓа некогаш да кажам и на тренинг кај нас, кога сакале или не спорте, се случуваат повреди, многу е битно од почеток да знаеме дали е нешто сериозно или е нешто што може да помине со многу мала медицинска нега. Односно, дали може да продолжиме да вежбаме или мора да прекинеме во тој момент. Очигледно Димитар Каракулев, еден твој колега кој што замена во пензија, не ги знае овие податоци, инаку до сега ќе беше ангажирана, само немаш и ти време, како што Мартин нема. Да, за жал, некако многу ни се поклупуваат работното време и тренинзите. Од на работа директно доаѓам на тренинзи, останувам тука до 10 часот навечер, си одам дома, се регрупирам, планови за другиот ден, одмори и другиот ден пак Си водеше нешто евиденција? Колку борби, колку настапи, колку медали, колку државни првенства, државен првак, репрезентативка? Репрезентативниот дел, сега ќе почнам с карате, сум била учесник на повеќе меѓународни турнири, а од репрезентација ќе истакнам настап на Балканско првенство во карате. Тоа ми беше и последното такмичење во карате во 2014 година, каде успеав да се пласирам на 7-то место. За жал не можев повисоко, бевме многу добра категорија, значи девојчињата си беа многу подобри од мене. И тука се пензионирав од карате. Тој успех ми донесе да добијам признание спортист на град Охрид за 2014 година. Од тука после се фокусирав максимално на бразилското џиу-џицу, бидејќи тој период такмичев и бразилско џиу-џицу и карате и малце ми се мешаја брзините, да кажам. Значи не знаев што да изработам или ги мешав двете вештини во едно. Се посветив повеќе на бразилското џиу-џицу. Бразилско џиу-џицу сум повеќе кратен државен првак. Значи сега точно не знам кои години така детално како Мартин што ги опише, ама повеќе кратен државен првак, многу втори места, многу трети места, меѓународни надпревари исто така. Друг позначаен така успех можам да кажам и ММА борбата која имав, бидејќи тоа беше некако склоп на двете вештини кои ги вежбам и се покажа дека стварно има успех ако знаеш што работиш. Дознавме дека наскоро во Центарот за боречки вештини ќе проработи и бокс клубот. Да не планираш и таму? Секако. Да. Не, тоа е еднаш влегуваш во боречки спортови. Секој ден ќе има чотек, ви сте таму. Да. Не го прашав Мартин дали планира со бокс. И така ми вика. Секако. И сега после, бокс после борба, оттечена, сечена аркада, как се викава, јагодица, јагучица. И дома кај што дое, од тебе плюс, чотко зошо изгуби. Најголем критичар сум јас и не сакам да ги гледам неговите борби, пошто реално ме фаќа мене повеќе трема него јас кога ќе надпреварувам. Но позитивната критика е добре дојдена и јас секогаш ги гледам тие мани малце кај него што тој не си ги примеќа. Тоа ми е работа мене како сопруга. Ти ми кажа, имате ваш видеоматеријал, да. Ке го видат тоа и гледачите, и го видео до сега. Ти се случува ли, еве да речеме, последното кај беше Ниш, да изгледаш борбата цела, ако е снимена цела, да изгледаш цела борбата и да му кажеш што те направија тука? Дрво ни едно, нели ти текна, нели го види како лесно можеш да го добиеш, да речеме, карикирам сега јас. Коментираш ли тие таквите работи, да. Борби, му сугерираш ли што, кој е како, конкретно во бразилското џиу-џицу, бидејќи таму си Да, за него мајстор. Редовно правиме анализа на борбите, тоа го практикуваме и со децата во клубот. Значи еден тренинг после надпреварот правиме анализа на борбите, што се сгрешило и што можело да биде подобро. Значи не е со такви коментари ти глуп или не, се додека не си во борба, не знаеш колку е тешко да излезеш од позиција, не ги гледаш некои работи кои ги гледа некој од страна.
но таа анализа ја правиме редовно и секогаш вродила, да речем, со плод на наредното првенство тие грешки не се случуваат, што е многу добра работа. Сакаш да кажеш, кога ќе му даеш некој совет, он знае да го прифати тој совет и веќе на следното надпреварување да го преточи на дело. Да го примени, да. И го бива? Добар. Значи за многу кратко време брзо напредна, така да во добри раце е бразилското џиу-џитсу. 5 години си и ти дел од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа ти факултет не. Јас имам завршено факултет, не за безбедност, но работам како собраќаен полицаец во полициското одделение за собраки. Значи, се уште сме, што би рекол ти, прашинари гуштери. Гуштери. Но не го гледаме тоа како пречка, баш е позитивно, бидејќи јас сум од друг град, мене многу добро ми дојде да запознам некои луѓе кои не сум ги знаела досега, да речеме да знам кои се професори, кои се, да речеме, луѓе во градот, значи не го гледаш како понижување тоа што си полицаец во униформа, баш е добро дојдено. Чаршијари, што викаме. Чаршијарите кои се тука во чаршијата, има некои само на вилицата се јаки, бамбра, па кога ќе видиш вака настава ги нема никаде. Добро и за мене луѓето да ме запознат која сум. Она гуштер, се малце висто од оние помладите генерации, тоа гуштер си остана од војската, од ЈНА бивша, значи тој што доаѓа нов е гуштер. Тој што е на почеток, додека не стави, што реков јас предма кучварци, гуштер е. Ти си исто без чинови? Да. Сега имаш, како е, сега можеш. Тоа си има некои интерни правила МВР, да, значи до 5 години стаж треба да работиш на едно работно место, односно полицаец, што е добро, значи да си го испечеш занаетот, значи да знаеш. Ти си собраќајка. Да. Мартин? Мартин е во делот за јавен ред и мир. Тоа значи наму пред диското, кога се степат децата навечер, таму Мартин расчистува. Кој ќе расчистува. Добро, значи тоа јас барем колку што знам, нели? Так. Или ќе му влезе наму, или тоа музиката таму, што си отчепел, не може човек да спијат. Па барем така е. Тој чита книги, ама ги чита оние книги што му требаат за на факултет. Ти нешто вака читкараш, гледаш, турски серии. Ќе звучи како клише, но пак се што читаме поврзано со спортот, бидејќи сум и дел од интерното организирање на Федерацијата за бразилска џиу-џитсу, односно сум во делот на надпреварувачка комисија. Исто така имам лиценца за судија. На ниво на држава. Имам лиценца С за судење на надпревари по АДЦЦ правила, значи тука Што се тие АДЦЦ, тие такви работи? Така, кратенки, значи тие се АДЦЦ е фактички организација, односно е Абу Даби Комбат Клаб. Значи да речеме Обединените Арапски Емирати вложуваат многу во боречките вештини и имаат направено своја лига, каде што во АДЦЦ може да такмичат не само луѓе од бразилско џиу-џитсу, туку сите кои имаат, да речеме, позадина од боречки спортови. Дали е џудист, дали е борач, дали е, да речеме, овие самбо, пеливан, може да биде и каратист, ако се осеќа доволно спремен за да се бори во граплинг, односно во борење. Со одредени правила што се малце поекстремни, да речеме, од бразилското џиу-џитсу, односно се дозволени некои зафати кои во бразилското џиу-џитсу не се, бидејќи се сметаат за опасни. Кој други такви кратенки имаше? АДЦЦ, Абу Даби Комбат? Да. А другите? AGP, значи најчесто настапуваме на такви меѓународни. Истото е Абу Даби џиу-џитсу тур, односно собираш поени. На такви првенства собираш поени за да можеш да такмичиш на светското првенство или европско првенство од AGP. А за да дојдеш до светско и европско ти треба некој ранкинг. Ти треба така? ранкинг во самата AGP организација да имаш одреден број на поени за да можеш да учествуваш или ако учествуваш да те изфрли понапред во екосистем, бидејќи таму големи се екосистемите, голем е број на надпреварувачите, да имаш како некоја предност да речеме да стигнеш подалеку. 2023 веќе 3 месеци се заднас, четвртиот почна. Како стоиме ние со тие поени, односно ти и Мартин, како стоите со тие поени? Јас оваа година правам пауза од мојата такмичарска кариера, повеќе сум посветена на тренерскиот дел. Значи, откако направив пауза во мојата такмичарска кариера, почна успесите да се малце повисоки во клубот и решив да ја ставам на пауза. Мартин сега засека е втор
на ранг на Македонија и 5 на Европа според AGP, како што знам. А исто така и Дарко Димитров, тој е втор во Македонија и 6 или 7 во Европа во неговата категорија. Значи тоа се оди категориски по надпреводувач. Се случило, нормално дека се случило, меѓутоа се случило ли на некои надпревари, без разлика дали е кикбокс или бразилско џиу-џицу, да не одите заедно, едноставно ти останеш во кавадаци, тој замене на надпревар и знаеш што направи, малце да те фати и тебе нервозата. И после че се јави изгубив и само на сега да си ми тука ја да ти кажам зашто изгуби. Да, се случило. Последните две првенства кои беа во Црна Гора и во Ниш Србија не бев во можност да јас да одам поради работни обврски, но сега интересно што имаме лайв стрим, односно во живо ги пратиме борбите. AGP организацијата овозможува да се следат борбите, ако не борбите ги гледаш ко системите како напредува понапред. И добро е што и дечките од тимот се вклучени во таа работа. Еве оваа година не бе во можност да го гледам стримот, но добивав лайв стрим од повик на Инстаграм од другите надпреварувачи од нашиот клуб за да гледам другите борби како се одвиваат. И нервозата е многу повисока него да надпреваруваш. А да си таму на лице место? Да си таму уште полошо. Добро, ушите ќе му ги затрвениш ако ништо друго. Тој се пофали, знаел да сготви, да испржи јајце, колбавче, помфритче. Ти како се снаоѓаш во кујна? Значи, јас можам да се пофалам во делот на месење, да речеме, на кифли, на зелник, на баник, на тие работи. Рипче? Рипче, не знам да пржам, ама знам да појдам кај мајка и татко, да е веќе спржено, изготвено. Да го научат таму зетот. Ќе го пуштам на обука. Стево Карапанџа. За да научи нешто. Манџи нешто? Сркање да тропнала жица по нашки, што викаме ние? Не сме по таквиот дел на исхрана. Значи, внимаваме на исхраната, да речеме да е протеинска, да не е тешка, да не е мрсна. И затоа воглавном се врти околу овошје, зеленчук и тие пилешки, стекови и протеински други исхрани. Да, ама че речат луѓето и фале нешто малце мевце свинско, телешко. Секако дека си фали, ама сега за празниците сигурно ќе надокнадиме. Да. Кој е задолжен за вапцување јајца? Тоа е сепак моја обврска. Твоја обврска. Знаеш кога е, што, како е, нели? Да. Тоа кога треба? Тоа е моја обврска, бидејќи после чистењето ќе остане на мене, подобро јас сама да го завршам. А добро, ти ќе го завршам, ќе го изчисте. Не, неговиот хаос ќе е поголем, така да... А викаш, тој поголем хаос знае да направи. Морам да те прашам. Како што сега оди работата, и ве кажа дека си во надпреварувачка комисија во Федерацијата, очекуваш ли еден ден позив, повик, покана да ја водиш репрезентацијата од калибар на селектор? Се надеваме дека ќе стигнеме до таму. Сепак бразилското џиу-џицу се уште е млад спорт кај нас, значи не е многу развиен. Развиен е во поголемите градови како Скопје, Охрид и Куманово, бидејќи клубовите таму постојат веќе 12-13 години. Колку клуба има во Македонија што се занимаваат со бразилско џиу-џицу? Со бразилско џиу-џицу има сигурно над 10... Односно колку се членови на Федерацијата? Над 10-15 клубови кои активно вежбаат и надпреваруваат, но активни членови на Федерацијата за сега се само 9 клуба. Другите клуба, дали тоа си е нивна политика, веќе не навлегуваме, во главном се фокусирани на други некои меѓународни асоциации и такмичат таму. Организирате ли турнири, надпревари меѓу клубовите во Македонија, правам за надвор? Да, државни првенства се организираат редовно на годишно ниво, минимум 2, едно со кимоно ги, едно без кимоно, но ги. Отворен повик има и покана за сите клубови во Македонија кои и не се членки во Федерација да се зачленат, за да го крениме нивото на бразилско џиу-џицу на повисоко. Кога домаќин? Беше домаќин во 2021 баш на првото АДЦЦ државно првенство. Значи ние го организиравме како пробно да видиме како ќе се одвива таа дисциплина кај нас. Имавме околу 100 такмичари и реално многу добро поминавме како организација, како организатори. И сега имаме сили
Пак да бидеме домакини или? Па сме во план некое наредно првенство да организираме кај нас, сепак зависи федерацијата кога ќе го објави планот за надпревари, бидејќи се поклопува со некои други меѓународни првенства. Добра, овие поголемите надпреварувања? Европски купови првенства, светски купови првенства, мора пак да одиме според она рангирањето што го кажав пред малку или? Мора, но и не значи. Значи имаш право да се пријавиш на такво првенство, но ако немаш ранкинг, ќе бидеш најназад во екосистемот. И сега да речеме, ако има 30 надпреварувачи, ти нема да имаш шанса екосистемот да те изфрли понапред, туку ќе имаш повеќе борби за да стигнеш до финалната борба. Што реално во бразилското џиу-џитсу значи многу, бидејќи борбите се по 5 минути, 5 минути активно имаш борење на земја, фрлање, да речеме бегање од позиции, фаќање полуги, бегање од полуги, и тие 5 минути реално некогаш знаат да бидат и цела вечност. Да расчистиме, значи борба една во бразилско џиу-џитсу трае 5 минути. Да, според Нема AGP втора, правила. нема втора рунда, трета рунда, 5 минути и толку. 5 минути цело време без прекин борење. Јао ти вам. Јао вам сега. Сега оди од позади. Така. Сега зошто ми е мене микрофонот? Де сега да ми кажеш како ви двајца се запознате? Само да кажеш искрено, ако ти сече кажам, ми кажа како е, шо е, сече кажам ја, ти ако не кажеш. Ни двајца, првите наши запознавања, да речем, прв пат кога се видоме беше во центарот за обука за полицаец во Идризово. Таму во сала, јас тренинг, она тренинг. Лаже, слушате се кај се видоа. Првиот, да речеме, запознавање не беше официјално тогаш, беше на надпреварот за ММА во Охрид, кој се одвиваше во Кафес. Ама изгуби, не? Да, Мартин беше првата... Брат исто така се надпреваруваше. Така, Мартин беше почетната борба што го отвараше турнирот и за жал Падна несвест. падна во несвест. Ама сега ќе кажам, може падна несвест, Ама- што ти си била таму, не знам нешто сега. Ти беше во тимот на Црвениот крст. Да, бевме таму со Црвен крст да укажуваме помош на тие што ќе се повредат, и баш јас бев, како да речем, експерт во боречките вештини, викам не е страшно, нема повреди, нема ништо, и во тој момент и во тој момент Мартин се онесвестува. Прв пораз, И Брук е покрај Бракма да војче, сега ти Брук. Брук. И сега продолжува она во Да. центарот за обука. Првите, Идризово? како да кажам, да, првите поздравувања, да речам, на нашки, беа таму во Идризово, каде што се запознаваме буквално у сала. После сите обврски што беа таму обуки и такви работи што ги учиме во Идризово, имаме неколку сати слободно време после вечера, од 7:30-8 до кај 9:30-10. Имаме кратко време слободно да го искористиме за тренинг. И секоја вечер у сала, она со бразилско џиу-џитсу, јас тогаш бев со кикбоксот, си носев со мене на раквици, си носев со мене фокусери, за да може да направам тренинг. Со кратки познавања од борењето од кај нас од кавадарци, почнав таму со некои да се борам со машки. Пошто Марија носеше кимоно и мислел дека е некој карате, некои такви работи што, да речам, веќе видено, а не интересно. И после не знам колкав период, 2-3 месеца, буквално почнаме да вежбаме заедно, секој ден, и обукта завршиме буквално со тренинг. И како се испадна двајцата у кавадарци? Преко манда ја шо викам. Да, после обуката како завршиме, Ти ли фачеше врски или она фачеше врски? Кој фачеше врски? врските беа обострано од двете страни. Криво ли ти тебе сега, мора го да те прашам сега, замислам да ќе те прашам. Криво ли те од Влата на Охрид до кавадарци што да е? Не, искрено да ви кажам, бидејќи обврските ми се исти како што ми беа и во Охрид, така и ми се тука, нема време и таму. Таму бев и тренер на карате клубот. Немаш време, а ваму спасителна плажа, на Охридски плажи. Тоа Де беше- Лагадин, де ваму, де наму. Да. И реално активностите мене ми се исти дали Охрид или тука. Охрид не го гледав и додека бев и во Охрид, така да нема никакви жалења. А сега го водиш ли Охрид? Да, обавезно. Барем еднаш у годината. Па еднаш месечно, ма ако можеме и повеќе и повеќе. Кај баба. Одиме ки баба, еднаш месечно, На јајциња. еднаш месечно обавезно, макар кога сме слободни и 2 пати. Поместо знам да запалам кола,
да се отидеме на релакс. Па затоа ти па нам говориме у Мариовска не си бил да донесеш од тоа сиренцето. Буквално, да. Буквално само ради такви обврски. Добро, сега че и Марија слушна дека имат многу убаво сирење. Не знам, биено сирење правите ли вие таму? Баба и дедо доживеа таму, правеа, да речем, премногу убаво и обично сирење и биено сирење. Сега 7-8 години живеа у Кавадарци, дедо почина пред неколку години, така да стока таква работа се е продадено, ама има други луѓе што живеат у селото и што прават и биено сирење, и убаво млеко, и обично сирење, такви работи. Таква здрава храна конзумират со Марија? Да. Сега Марија ми кажа дека исклучиво здрава храна. Двајцата. Во последен период, да речем, предходните 6-7 месеци, буквално сме фрлени, да речем, на здрава исхрана, на начин на режим, на многу протеини, на многу здрава храна со овошји. После Марија се жале у неизина категорија немало надпреварувачи, па нормално тие другите си кракат, си се малце потешки, таа слабичка. Ти како, имаше проблем со категоријата? Јас во мојата категорија, пошто сум ниту сум најмала, ниту сум најголема, сум некаде средна категорија до 69 килограми, каде што и на државни првенства и на меѓународни првенства категориите ми се фул. Фул значи прашањето ми беше што правиме ако направиш 70 некој килце? Ќе одам у поголемата категорија. На минус 77 кила. Не ти представува проблем нешто или? Не, баш таков ми е планот за откој ќе земам плав појас, да се такмичам у поголема категорија на меѓународно првенство во Подгорица. Јануар месец се такмичав во поголемата категорија, кај што немав проблем, имав 3 борби, ги победив 3 борби и земам златна медала. Ти со борбите, добро, сега си на пауза рече, меѓутоа колку исхраната ти влие баш на тие категориите? Да, многу влие, можеби не за категоријата, но за енергијата која ја носиш на самиот надпревар. Да речеме, ако е некоја храна повеќе со масти, повеќе е тешко да се движиш, значи многу побрзо се заморуваш, кондицијата е многу помала, дехидрацијата е многу побрза, така да представува пречка во самата борба и затоа ги да речем на некој начин ги караме децата да не јадат пица и хамбургер пред надпревар, не дека тие не смеат ќе кренат ќе лажат, туку едноставно дека перформансот ќе му се намали во самата борба. Бананче, крем бананче, такви може. Значи такви може, но сепак треба да се внимава да не е некоја многу тешко варлива храна во организмот. И сега мора да внимаваат и тие, бидејќи реално, ако сакаш успех, мораш да жртвуваш некои работи, така да тоа задоволство на пица и хамбургер, што викам, другите тинејџери го има без никаква последица, кај спортист многу значи. Една категорија погоре, сега за него пица и хамбургер. Ти јади си таму маруличка, салатичка. Марија беше денеска на работа, ти беше слободен. Да. Сега да те прашам, шоферот си ти? Да. Одиш ја зимаш од работа или си иде оно? Не, Марија си е положена, си има свое возило, си оде на работа, се враќа на работа, јас кога сум на работа си зима на изината кола, си иде на тренинзи, си брка други приватни обврски што си ги има, без моја придружба. Сега ти си, она е сообраќаец, ти си Јана Ретимир. Да. Така. Се случува ли да се преклопат вашите две позиции? Например, да имате заедничка интервенција? Па често пати, кога се оде на интервенција, пошто така е воспоставена кај нас хиерархијата во Кавадарци, која е нешто посериозно, настапуваме и ние од Јавен Ретимир и колегите што Собарчи, така да често пати се дешава да настапуваме заедно со колегите од Собарчи. Не сум биден со Марија на интервенција, ама со колегите од Собарчи сум. Јас колку што те слушнав пред малку, кажа дека сте 2 години веќе во брак. Да. А 5 години сте полицајци. Да. И сега морам да те прашам, што чекаше 3 години обука за да питаш? Што чекаше? После обуката кога завршиме у Идризово, од некои сплет на околности, 3 години беме уврска, натаму нааму, патувај секој викенд, секој слободен ден патувај до Охрид. Пали колото до Охрид. Пали кола, што викам јас, што смеам со сите, пари за гориво, колку ден стану Охрид си купив. И ми дојде преку глави од патување од се. И отпатува за Охрид, зарака влеве унатре, ајде ја заминав за Кавадаци, доста е. Да. Кој праша? Тој или ти? За?
Знаеш на сега, клекнување, имаше ли такви работи? Да, имаше и ту беше во салата, старата сала каде што вежбаја кикбокс, значи тука беше на негов терен, да речем, во Кавадарци. Ајде речи не. Итер, ај речи не. Да. Значи бевме во старата сала, таму одржавме тренинг и ту беше во близина на короната за ковидот и беше блиску до полицискиот час. Јас му викам ајде да си одиме, доста е времето, ќе фати полициски час. Тој чека уште 5 минути, уште 2 минути, уште една борба, уште вака и никако да сватам што му била целта, но на крај испадна да вреди да се чека. Сте ви здрави и живи двајцата. Фала многу. Јас се надевам дека прво ти го завршиш факултетот и тоа што ти план на професионално поле, ќе си го истераш. Марија такви планови нема, меѓутоа она има поинакви планови на спортско поле. Тука знам дека ќе те изеде жива. Веќе си. Добро, веќе си. Марија ќе се успее, јас прашав за селекторска позиција, штом федерацијата ти укажала доверба да бидеш во надпреварувачката комисија, значи многу су близу и до сето тоа. И дај му еден плав појас да не плаче више. Да не го молам џаве. Да не се моле таму. Ке си полага правилно како сите. Така, дека си полага, ама малце попуст ќе му дајме, нели? Ќе му прогледаме на грешките ни грешка. Морам да ти кажам, фаќаш врски кај луѓе, фаќаш за било што се фаќат врски. Фаќам врски за луѓе, полагат за кола. Што направи? А вика, положив само една белја направив. Што? Сегна вика, кај што завртив, жмигавец нигде не дадам. И сега, ево објаснаме, кај те прогледат низ прсти. Прогледале низ прсти, ама мене ме брукат. Така. Ти ке се брукаш самијат. Се гледаме на државни, само не ме прашав. Не е олимписки спорт, бразилското џиу-џитсу. Има ли шанси да биде? Во блиска иднина се уште не, бидејќи сите полуги кои се од висок ризик за повреда. Заштитна опрема ако се користи многу ќе ги ограничи движењата на самата вештина и за сега нема некоја најава за олимписки спорт, но добро е што има организации. Европски, светски, такви работи. Да, има организации кои организираат европски, светски такмичења кои се, да речеме, на ранг на олимпијада, кои се стварно престижни и се надеваме еден ден дека ќе имаме представник од нашиот клуб и на такво некое првенство. Од ваше уста, у Божи уши, ја кола не возам, така да со Марија немам гајле, Зоки таму нека брка врски. Ја мерете ми може да нарушам некојаш, ама ако ми пукне филмот, така да подобро да не ме пука филмот, подобро да нема нарушување на Јаме Ретемир. Благодарам што ме нагостивте. Сега морам да си заминам, бидејќи знам дека веднаш после мене тука доаѓаат дечките имат тренинг. Тренинг има од Шо имате сега? Кикбокс има над преварувачката група, веќе може и за надвор, чека да му одлучиме. За што се спремате? Се спремаме, има мај месец има Европски куп во Босна и Херцеговина. Следа надпревар е тој, па ќе видиме како ќе излезе. Ќе бидеш ти таму? Се надевам дека ќе се ослободнам од работните обврски и ќе бидам присутен таму со дечките наши. Марија ќе гледа стрим? Да. Пошто сега Јас ќе пуштам стримот. Кога беа во Србија, во Белград, јас немав можност да бидам таму со нив и беше што беше. Добро, тогаш ќе се слушнеме пред заминување за... Да. Што ќе биде тоа? Европскиот куп. Европски куп, така? Значи ќе се слушнеме пред заминување на Европскиот куп. Марија, ако има нешто ново интересно поврзано со бразилското џиу-џитсу, ќе ни се јавиш, ќе ни кажеш слободно, не е проблем. Кога ќе добие плав, ќе прославиме. Една се добива плав појас. Така е. Розов имаш, уште знаеш колку. Да сте ми здрави, живи, уште еднак благодарам. Фала ви вас. За гостопримството. Фала и тебе. А вие, драги мои, не ви кажам кои ќе бидат во следното издание на Ла Фамилија. Овие двајцата млади, талентирани, надежни, перспективни полицајци, спортисти, покажуваат како двете работи може да се спојат една во друга. Да сте ви здрави и живи, останете со програмата на КТВ телевизија. Се гледа